Matijata Sonikovski. Dobar den. Ке почнеме со глобална најава, со малце поширок спектар на настани, интересни движења, тенденции и слично, спомнувајќи дека, почнувајќи пак од нас, дека имаме длабока криза во Македонија, библиска криза со бегалците, кризни, неизвестни години на Европската Унија, истовремено имаме избори во Америка. Едно чудо настани кои на еден или друг начин се надополнуваат, поврзуваат и може да имаат вакво и такво влијание и врз светските развојни тенденции, а особено на Балканот, кој се уште, за жал, по многу што е регион каде настаните имплицираат пошироки влијанија. Меѓутоа, почнеме од Македонија. Вчера во земјата беше председателот на Европската Унија, полскиот политичар Туск, имаше разговори со нашиот председател, не даде после тоа, немаше конференција за печа, за жал, брзо изгледа, претходно беше во некои други центри, беше во Виена меѓу другото и во Загреб. И самото негово доаѓање покажува дека ние сме сепак во зоната на интересите нивни, нагласени и беламо цел таа ситуација, тоа може да земе како одеда предност за Македонија. Македонија не беше во фокусот на интересот на Брисел и Вашингтон, во конкретниот случај особено на Брисел, иако кризата наша нели наметнуваше некакво нивно внимание, меѓутоа сега сме во центарот или во жижата на нивните интереси за нешто друго, кај што Македонија е главен фактор. Ке повторам една мисла која чинам дека е значајна, бидејќи често пати некои наши тука аналитичари во наводници или не знам експерти исто така во наводници смета дека Македонија нема никакво стратегиско значење нити во Балкан, нити во Европа, нити ништо и дека такви какви што сме мораме да прифаќаме све, да се го виткаме рбетот и да капитулираме на некој начин. Не е точно. Македонија има една стратегиски важна позиција на Балканот, да речеме незиниот средишно-јужен дел, на север Србија има уште позначена позиција, тука и коридорот кој води према југ, нели така? Така да не треба да се подценува, да го подценуваме тоа и да го минимизираме своето значение. И ова сега се случува, значи имаме еден нагласен интерес на Брисел. Тој секако ќе има позитивни влијанија на нашите понатамошни евроатлански интеграции, иако нема да бидат клучни, клучното мораме да го направиме и да надминеме таа блокада, уцена и ултиматум, прво името, потоа членство. Сепак, значи, тука можеме да поентираме, можеме да профитираме, а како ќе изиграме, зависи во голема мерка од нас. На времето, нашите политичари изјавува дека Македонија нема да биде границата на Европската Унија на бегалците. Таа стана, за жал, и тоа сигнализира дека такви настани, такви нови, ако сакате изненадувања, може да има и понатак. Со други зборови, мене ми се Бендисо ги користа термините Македонија нема да стане паркинг за бегалците, магазин за бегалците, тоа се луѓе, тоа не се стоки, мислам. Тоа е помалку неадекватно изразување, меѓутоа бегалски камп Македонија не сме во никој случај да стане, а опасноста е тука. После Македонија, после Скопје, Туск отиде во Атина, немаме се уште од тамо никакви рефлексии што се случувало, што разговарали и до кај стигнале. Меѓутоа сите сме свесни дека Унијата на еден и друг начин Грција ја прескокнува, ја елиминира како важен фактор, како чинител на оние заеднички интереси кои се групирани така во Унијата и во Брисел. Меѓу другото, добар дел вас сигурно знаат дека пред недела ден отприлике имаше министерска средба во Виена, во организација на Австриското министерство на внатрешни работи, каде беа сите држави од регионот, таа балканска рута, осим Грција. Грција беше силно навредена од тој гест, де факто ја игнорира, го повлече својот амбасадор од Виена на некакви консултации, што значи дека ги доведе во прашање носите со Австрија. Предходно имаше групата така наречена Вишеградска, тоа се Полска, Чешка, Словачка и Унгарија, има исто така следба околу бегалците, на кој беше Македонија, и Македонија доби тамо силна поддршка.
Велам, Грција ја игнорира австријанците пред се, под силни осуди, директни и индиректни, јавни и тајни од страна на Брисел, а за тоа има и причини. Моментално на нашата јужна граница, значи, према разни проценки, има преку 10.000 бегалци и со тоа покажува дека притисокот Грција го префрлува за нас и на Македонија и таа не исполнува врската која има превземено во Брисел, дека тие бегалци кои доаѓаат на нејзина територија треба да ги расподели во бегалски кампови низ целата земја, а не да ги носи нашата граница и да врши притисок врз Македонија. И не само тоа, сега има една негативна последица на најновите настани. Грција е незадоволна од нашето однесување. Тие се свесни, ама не сака да разбера дека ние пропуштаме по 300-400 или колку било бегалци според она што прифаќа другите, северно од нас, Србија, Хрватска, Словенија и Австрија. И ние јасно ставивме да знае дека во Македонија нема да дозволиме да се прават бегалски кампови, туку ќе го пропуштаме она што може да продолжи патување на север и мислам тоа е исправна политика. Меѓутоа, како што спомнав, Грција во меѓувреме ја откажа средбата која беше закажана деновиве во Скопје помеѓу двете делегации кои треба да разговараат за планот, за намерата да се гради доверба меѓу двете страни. Тоа знаете, пред година ден отприлике, или помалку мјатото летос, што не е важно, кога грчкиот министер за внатрешни работи Кодзијас беше во Скопје, беше направена листа на тие теми кои треба да се разговарат, но тоа беше порано, после тоа нашиот министер беше во Атина. Значи имаме една согласност, еден исчекор значаен напред меѓу двете земји, кој сега доведе во прашање. Грција го одложи тоа во последен момент, одложи тој состанок во последен момент, каде според очекувањата јавноста нема повеќе детали за тие разговори и преговори, меѓутоа очигледно веќе се оди на детали кои конкретно може да најдат свое решение во праксата и да тоа, нели така, ги олесни односите меѓу две земји, да создаде позитивна клима, да расте таа доверба. Ако меѓу другото се дозволи да се отвори и преминот во Преспа, Маркова нога, ќе биде еден силен стимул за комуникациите меѓу преспанското население кој е на двете страни од границата. Така да, значи, од оние, на почетокот ќе кажеме позитивни аспекти, имаме и крајно негативни аспекти на овие состојби, кои, за жал, или не дај Боже, може да се заостат и да доведат до уште по-силни и потешки последици за Македонија. Значи, тука може да се постави прашањето, може ли Македонија да биде колатерална штета на бегалците? Може. Мислам дека нема тоа да се случи, бидејќи нашата држава има многу јасно профилирана политика, дека пропуштаме само кој што можеме да проследиме, а не повеќе. И развојот на настаните може да биде исто како што нашата граница стана граница на одбрана на Европа, да, не дај Боже, се на било кој начин се случи да бегалците влезат во Македонија. Вие знаете дека пред неколку дена имаше обид насилно влегување во нашата територија. Тој беше спречен, меѓутоа тогаш имаше околу 5.000, ако не се лажам, бегалци, сега се преку 10.000, а што ако утре донесат грците уште 10, 20, 30.000 на границата, тоа ќе биде невозможна ситуација. Тие ќе се обидуваат на разни начин да влезат и доколку влезат, враќање ќе биде многу тешко и може би невозможно. Затоа опасноста постои, меѓутоа политиките кои се сега спроведуваат од наша страна, одлучноста да не дозволиме да бидеме бегалски европски камп, мислам дека гарантираат дека сепак тоа нема да се случи. Денеска нема да посветуваме поголемо внимание на бегалската криза, освен тоа што пред малку го кажавме, само да констатираме дека председателот на Европската унија Туск не дојде во Скопје за да не пофали, туку дојде за да бара од нас. Ние не знаеме што побара, така да тие опасности за да на крајот краишта сепак бидеме некава колатерална штета на целиот тој библиски екзодус на народите е реална, присутна и мораме да бидеме максимално внимателни и не смееме ни за 1 милиметар да отстапиме, дури и да ни понудат некој забрзан пристап кон Европската унија, што мислам дека не е реално како можност, бидејќи таа блокада, уцена и ултиматум кои стојат прво името по тоа членство се
сигурни, зацементирани и тешко ќе може да се променат. Дури и да ни пона такво нешто, не смеме да дозволиме, бидејќи во прашање се опасни тенденции, опасни можности за дестабилизација на земјата, за тука одредена промена на етничкиот состав на населението, бидејќи не заборавајте дека на 2 милиони луѓе, ако дојдат, не дај Боже, 100.000 бегалци, тоа е веќе 5% од населението со една голема можност да влијаат на еден и друг начин, а не заборавајте да се млади луѓе во најубавите години, кога сите тие видовме дека не се истоштени од војните, како што некој сака да го представа тоа, туку се напротив подготвени атлетски со сателитски телефони, така да тие може да бидат една сериозна сила која може да загрузи многу работи. Пред некој ден видовме кога се обидува да ја пробијат оградата и дори некој успеа во тоа. И уште да констатираме дека бегалската криза во дадените услови, освен тоа што ни прави, значи некаква реклама, да го наречеме во Брисел, и што ни го крева рейтингот и угледот, значи во секој случај таа е сериозно опасна земјата. И да повторим уште нешто од минатиот пат, дека голема грешка на Европа. Европа нема да најде решение за кризата, бидете уверени, ќе се карат меѓу себе, поделени се до максимум и никакво решение нема да биде прифатено, тие работат нели со консензус. Значи нема тука решение и ние мораме да ме свесни дека таквата неизвестност ќе продолжи. Меѓутоа, знаете, во сето тоа е клучно прашањето кој стои за овој екзодус на народите. Америка не. Иако некои сакаат директно да ја обвинат Америка, дека тоа се нејзини калкулации за слаба Европа, меѓутоа тоа апсолутно не одговара на американските ни краткорочни, ни долгорочни интереси. Америка не се изјаснува многу, не се инволвира во проблем, бидејќи тоа е сепак чисто европски, меѓутоа со сигурност можеме да тврдиме дека Америка не стои за таквите обиди, за таквото движење на народите, иако имаше некои спекулации дека давале пари и слично. Мислам дека ако има нека организирана сила, а сепак треба да има, бидејќи ова не може да биде така наивно и без некаква организација, без некаква промоција, ако сакате, без некоја поддршка посилна, тоа може да бидат само блискоисточните земји, како што е Саудитска Арабија, Катар и другите, кои се Бахрейн помалку во случајов, кои се исклучително богати и кои имаат своји интереси, така, кои достигаат сигурно до Европа. Меѓутоа, за жал, до сега нема никакви показатели, нема никакви индикатори, факти кои би го покажале тоа. Испитувањата кои ќе следат, анализите кои ќе следат, сигурно ќе ги отворат сите тие непознаници со кои се очуваме, меѓутоа за сега е рано да тврдиме, да обвинуваме, да посочуваме дека некој стои за тоа, иако логиката кажува дека сепак има нека организација, да не забораваме едно старо правило, дека и во најголемиот хаос што некаде се случува, секаде има шеми кои се спроведуваат, секаде има менаџирање кое не се гледа, меѓутоа кое се чувствува и на крајот која води према некој излез. Сега да направим мала дигресија, точно тоа важи за нашава криза, која ние меѓу себе ќе се изедеме, меѓутоа бидете сигурни дека зад неа стојат цврсто странски фактори, дали биле тие тајни служби, некои други полујавни, воопшто не е опрашање, меѓутоа сето тоа е диригирано, структурирано, водено, менаџирано, манипулирано, усмеравано од сосема јасен, недвосмислен центар кој помногу што е преку океанот. Но да се вратиме на Европа. Значи, рековме дека денеска малку ќе видиме што се случува со ова наша Европа, каде оди таа, какви се тие тенденции кои се присутни, и тоа може да оставиме дури во контекст на оценките кои дојда од Америка, од аналитичкиот изражувачкиот центар Стратфорд, кога нејзиниот основач и шеф Џорџ Фридман објави една анализа во која рече: сад ја отпиша пропаднатата Европа. И дури најтиражниот американски дневен вестник Wall Street Journal тврди дека историјата, ќе цитирам, гадно се пошегувала со Европа, која сега се претвора во некој вид доцна света римска империја,
во повеќе национална конфигурација без вистински внатрешни врски. Да подсетиме дека Wall Street Journal е најтиражниот американски весник кој пред неколку години имаше 1.800.000 примероци, дневен тираж, сега е паднат на околу 1.150.000 према овие фактите, односно податоците од минатата година. Знаете, интернет го прави своето, секаде се намалува тиражите на весниците. Втор во Америка е New York Times, кој од 1.150.000, 1.200.000, сега на некаде 750.000 тираж дневен. Тие се исклучително влијателни во Америка и кога една таква вест се проширува преку еден таков угледен вестник, таа не е случајна. Поготово Стратфорд, како што реков, има силно влијание во тие своји аналитики, во тие своји предвидувања, иако тие, да бидеме јасни, многу работи ги промашуваат, многу работи не ги погодуваат, али работат упорно, посветено и се читани во светот, следени се од многу важни чинители, што значи дека она што ќе кажат не е не е без сериозно и силно влијание. Но да се вратиме на оваа прогноза дека ја отпишале САД пропадната Европа, тоа не е точно. Мислам, тоа е една од грешките на Стратфорд. Дали таа има некоја цел поконкретна, пократкорочна да девалвира улогата, да го девалвира влијанието на Европа во светот, тоа, мислам, не може сега да се оценува. Меѓутоа, во секој случај, да бидеме наедно јасни. Европа, односно Европската унија поконкретно, и еврото, исто така, се цивилизацијски достигнувања. Ова треба постојано се повторува, за да не биде и нас јасно, да не очекуваат некој дека ќе се распадне унијата, дека еврото ќе се избрише и слично. Тоа се цивилизацијски достигнувања кои остануваат и кои се во интерес на Европа апсолутно, а дека сме го рекли да повториме, Европа не е тоа што била до сега. Европа ќе се трансформира и понатака. И може би ќе има издегувања, Британија не верувам дека ќе излезе, меѓутоа не треба да се исклучи и тој исчекор, меѓутоа може други да излезат, може Грција, меѓу другите, каде ништо не е решено врска со кризата и долговите, и некој трет се појавува и во Чешка, ако не се лажам, некаква идеја се заговара за да се оди на референдум за излез од Унијата. Така да тие движења остануваат, меѓутоа во целина нема никакви дилеми дека и Европската унија и еврото ќе останат и Македонија мора со тоа да смета и да се према тоа ориентира. Меѓутоа, рекол, ќе бидат и сосема поинаква форма и овој начин на прием, односно затварањето фактично на вратите на ЕУ за проширување се на реалност, тие се сега зацртани до 2020 година, меѓутоа таквата политика ќе биде и понатак актуелна, може би ќе биде помалку рестриктивна. Црна Гора веројатно ќе ја примат, Србија исто така веројатно ќе може да смета некакво членство, меѓутоа тоа ќе се договлечува и нема да биде веднаш после 20-та година, може ќе фати и 25-та година, така да во тие рамки мора и Македонија да биде свесна дека сите тие настани кои се случуваат во Унијата директно влијаат на нашите перспективи, иако за решавање на оние клучните проблеми кои се соочуваме, тоа името на државата, ние сме тие кои треба да го решиме, ние сме тие кои треба да бараме излезни решенија, ние сме тие кои мораме да промениме техниката и тактиката и праксата која до сега спроведувана, бидејќи јасно се виде дека од нас ќе зависи многу што. Ниту Брисел, ниту Вашингтон не се спремни да именуваат својата политика према Македонија. Нивната цел е јасна и двосмислена, да се прекраси народот, да се разнебити, да се прекраси државата, да се разнебити народот и ние да влеземе евентуално и во НАТО и во ЕУ како држава без македонци. Тоа нема да биде прифатливо ниту за нас, ниту за народот на оваа држава. И на крајот, велам, тие ќе го сватат тоа, меѓутоа ако ние го наметнеме. А ние може да го наметнеме со една промена на досегашната политика, со промена на нашиот начин однесување и со соочување на висите пречки кои ни стојат на тој пат. Зборувавме за проценките на Стратфорд околу иднината на Европската унија, со кои лично не се согласува, мислам дека се погрешни, унијата ќе опстане и ќе биде фактор во светот.
Иако мислам дека во последно време не станува спорно. Тоа сме го објаснували и порано, сега да го на уште начин прецизираме. Очигледно дека Америка сака Европа и е потребна Европа. Рековме пред малку дека Америка не стои зад екзодусот на бегалците кон Европа. Нема никаков американски интерес во тоа. И сите спекулации дека Вашингтон тука нешто мешетари, дека игра некоја скриена улога, мислам дека не се точни, дека нема основа за такво верување. Меѓутоа јасно е после Украина дека Европа сака, Америка сака слаба Европа и дека ќе направи све да ја задржи под своја контрола. Пред неколку дена, може би има недела веќе, се појави информација дека Америка ги зголемува за 4 пати своите војни трошкови во Европа. Тоа е во рамките на таа украинска криза. Имаме барања од Балтичките земји пред се да тамо се инсталираат што повеќе НАТО сили, што е све една погрешна, апсолутно погрешна и штетна за Европа политика. Имаше деновиве информација дека ми се чини во Норвешка имало симулација за атомски напад врз Русија, што е катастрофа и долгорочна штета за целиот континент. Така да Полска во меѓувреме исто така бара за екнување на улогата на НАТО во овој дел од светот. И сето тоа покажува дека таа конфронтација која беше подметната, ако сакате, меѓу Европа и Русија со Украина, подметната од страна на Вашингтон, останува реалност една која само ќе се развива и ќе се шири. Така да, кога зборуваме за тие оценки американски према Европа, мора да нагласим уште еден факт. Знаете, и во Европа тие концепции, планови, разработени стратегии за некаква федерализација на Европа се една реалност, нели така, за која се залагаат пред се и Франција и Германија. Пред се Германија, следена од Франција, иако на тоа се противставува сериозно Британија и некои други земји. Значи, имате една разлика во нивото на таа интеграција која постои во Американската федерација, Соединените американски држави и во Европа. Европските држави, како еден пример само ќе наведеме тука, европските држави одвојуваат 1% од својот GDP, или како популарно се нарекува, односно општествениот бруто производ, за во буџетот на Унијата. Во Америка, почитувани, се одвојуваат сите држави членки на Соединените американски држави, издвојуваат 25%, че 25 пати повеќе од своите GDP, од своите општествени производи во заедничкиот фонд, во заедничкиот американски буџет, кој е, разбира, најголем во светот, и од кој после тоа може да се алиментираат и државите, да се реагира во секоја криза, во секоја ситуација. Вие знаете, кога почна 2008 година таа финансиска криза, иницирана и започната токму со колапсот на американската банка Lehman Brothers, беше следена од чисто социјалистички, како така наречени мерки, кога се спасуваа банките, кои се независни субјекти, приватни субјекти, кои правеа ршумни светот из Америка, кои имаат огромни приходи и чии директори и водечки личности имаат 10, 20, 30 пати поголема плата од председателот на Америка со разни бонуси и слично. Тие одеднаш беа алиментирани, помогнати спасување од американската држава, неповратно во најголем дел, иако имаше некои и обврски за враќање, меѓутоа во целина во најголем дел беше неповратно. А знаете зашто беше тоа направено? Затоа што се спасуваше светскиот капиталистички поредок и американската доминација во него, зашто во спротивно ќе доеше до тотален колапс на целиот систем, економски систем во светот, со несогледиви последици. Бидејќи Америка најбогата земја, по логиката на нештата, таа ќе беше најмногу оштетена. Затоа да се избегне тоа, беше така интервенирано и затоа мислам дека тие корпорациите, таа корпоративна Америка, банките се еден силен елемент, еден силен фактор во дефинирањето на американските политики пред се надворешните, бидејќи на внатрешен план тие веќе имаат поле за работа, меѓутоа за нив е особено интересен онај
надворешната политика на Америка, каде тие ги освојуваат и заработуваат најголемите профити. Така да таа интеракција меѓу власта и тие корпорациите, односно во конкретниот случај пред се банките, е многу силна, бидејќи тоа го донесува онај добробит за Америка, е возможува таа нивна лагодна позиција да со секоја година или измина ден, ако сакате, стануваат се побогати на сметката на огромен број на држави кои со секој ден, ако не се посиромашни, барем остануваат на истото, а она што треба да им создаде подобри услови за живот и за битување, оди некој го зема од надвор. И велам, тие односи меѓу Америка и Европската Унија се реалност една со која мора да се смета. Америка е сосема друга концепција, друга структура, додека Европската Унија и ради тој нејзин, речам, состав од 29 членки, со консензусот како основен метод за решавање, односно за одлучување, тие де факто имаат помногу што врзани рази. И на крајот од краишата, кои ќе дојдат потребата за разни интервенции, иако и тие имаат огромни средства, нели така, во секој случај, тие разликата меѓу нив и Америка е огромна и таа можност за реакција, за спасување на Америка е 25 пати, рековме, поголема отколку што таа во Европа, и тоа во процентуално гледано во суштината уствари не е голема разликата, бидејќи Европа и Америка во целина, значи Европската Унија и Америка, се заедно, нивниот купен годишен бутопродукт или GDP е некаде околу 15.000 до 16.000 американски долари, така да тие како економска сила во целина се тука некаде во приближно, и така според тоа и процентите 1,25% во голема Америка се сведуваат на приближни, ако не исти бројки. Велам, американските политики се неточни, американските можеби очекувања дека Европа ќе порада, ќе слабе и ќе се растури, не се точни, али таквите размислувања сепак треба да не освестат помалку, да и ние бидеме реални, дека и Европската Унија, нели така, може да оди во некои надолни линии, да оди по надолна линија, меѓутоа, иако реалност, односно можноста да таа колабрира и да се распадне, се минимални, јас би рекол, непостоечки. Тој е однос на американските интереси кон Европа и европските кон Америка, кои се во една зависна форма, како резултат на таа доминација, особено воена, и гаранцијата која Америка ја дава за европските земји, особено во случајов како сега, кога потребите под наводници, јас мислам, тие антируски пропаганди и антируски офанзиви кои ги презема пред се Вашингтон, создаваат една клима на несигурност во Европа која е апсолутно надвор од реалноста. Меѓутоа, тоа е дел од таа американско-руска конфронтација која е реалност и студената војна која започна фактички, ќе се проширува и продлабочува, така да жртвите повторно ќе бидат европските земји кои ќе мораат да ги изголемуваат своите буџети за одбрана, и тоа е веќе една реалност. До судирот во Украина, значи пред отприлike 2 години, неполни 2 години, сите европски држави одеа редовно и систематско намалување на своите буџети за одбрана, и иако имаше одредена обврска преземена од сите ни во рамките на НАТО дека 2% од општествениот бутопроизвод или GDP-то ќе трошат на одбранбени намери, голем дел од нив има дојдено до 1%, 1,20%, а некој дори под 1%. Сега, меѓутоа, сите тие ги креват процентите и одат во насока на како би рекле, партиципација во тие американски трошкови кои се несомнено највисоки во светот, играјќи улога на некој светски джандар, односно играјќи улога на чувар на безбедноста на светот. Да не забораваме и да подсетим уште еднаш дека американскиот буџет за одбрана, иако често пати тој се користи за напад, нели така, меѓу нас кажано, изнесува преку 600 милиарди долари годишно. Втора на тој план е сега
Кина, и то далеко на второто место е, со некаде околу преку 172 милиарди до 175 милиарди долари годишно издвоени за одбрамбени намени. И трета е после тоа Русија со некаде околу 70 милиарди долари. Другите не ги спомнуваме, после тоа следат Франција, Велика Британија и Германија сега тука, и Јапонија не е далеку. Меѓутоа, таа доминација американска е таква што, велам, покажува каква е улога таа игра на безбедносен план во светот, а тоа истовремено значи дека и таа, знаете како велат, нема бесплатен ручек, тој што ги дава парите, на крај го диктира и темпото и бара да се спроведат одредени мерки, политики и акции кои не ја одговараат. Во конкретниот случај тоа се работи пред се за Украина и доведувањето на Европа во една неблагодарна позиција, во една конфронтација со Русија, што е и краткорочно и долгорочно за сите. Во целиот овој колаш на меѓународни настани кои може да влијат и врз Македонија, ги спомнавме и американските избори. Времето малку не прегази и само малку накратко ќе кажеме дека погрешни се очекувањата дека во Америка, ако се републиканците на власт, тие се понаклонети кон Македонија, додека демократите се не така помалку заинтересирани. Во Америка нашето прашање, односно нашите проблеми не ги третира врвот на државата, било да е Обама, Трамп или Хилари Клинтон, тие се на многу пониско ниво, тие се зацементирани како политика која се спроведува подолго време, промени нема да инициира сигурно председателот било кој да е тој. Вие се сеќавате дека порано имаше големо очекување од Обама дека ќе биде нова сила, нова представа на Америка во светот, дури Нобелова награда му дадоа пред рака, ништо тоа не се оствори, така да и сега било да победи Трамп или Хилари Клинтон, политиката према Македонија нема да се промени многу, иако мораме да нагласиме дека Хилари Клинтон има своји некакви веќе интереси или акции во Македонија поради сопругот и нивниот ангажман за време на 2001 година, која беше апсолутно на штета на Македонија, и мислам дека таа ќе биде полош кандидат, односно председател во однос на Македонија, бидејќи од тој багаж кој го носи со себе, али тоа не е резултат на тоа што ако дојде Трамп или било кој другата страна ќе биде некакво поинакво однесување, поблага политика, поголемо разбирање за нашите интереси, не. Мислам дека тука треба да бидеме јасни, а после вчерашните прелиминарни избори во Америка покажа дека очигледни кандидати за на крајот дека кои ќе се сочат се бидат Трамп и Хилари Клинтон. Реков, Трамп е по многу што контраверзен, од него се плашат, али биете уверени дека во конкретниот случај тој бил подобар кандидат, али не затоа што е републиканец, а Хилари демократ, туку напротив, затоа што другата личност, другата кандидат има, како што рековме, некои лични, фамилиарни врски, рефлекси, последици од она што го правеа во 2001 година, велам на еден начин кој не водеше интерес за македонските интереси, не водеше сметка за македонските интереси, а Клинтон беше лично инволвиран и во самата медијација со Обединетите нации. Сопругот, мислам, поранешниот председател беше инволвиран и во тоа на начин кој повторно ги игнореше фундаменталните македонски интереси. На крај, повторно да ве подсетиме дека треба да се купуваат македонски производи, секојаш кога се тие на рамно и приближно ниво со странските, треба да се одлучуваме за македонски производи, зашто само така ја поддржуваме својата држава и само така сме патриоти, кога водиме сметка и за државата, али за себе и за нашите членови на семејството, за нашите внуци, за пошироката фамилија. Сите пари што се во земјата ќе бидат тука искористени и потрошени, а се она што ќе оди во странство ќе биде во интерес на некој друг. И во односта на умноста, овој пат нешто ќе цитираме од далекиот исток, поточно од Јапонија. Таа мудрост денешна гласи: наместо да ја проколнуваш темнината, запали свеќа. Ова кажува све, ми се чини, и секој го разбира пораката, бидејќи секој плукање и пцуење за нешто што е лошо, ништо нема да ви донесе.
само ќе ви зголеми нервозата и незадоволството, али ако запалите среќа, ви ќе ја разбиете темнината. Ако преземете некоја акција, ако нешто не е во ред, ако напишете писмо до надлежниот и му кажете дека тоа се прави не е во ред, и ако 100 души како вас или како мене седнат и напишат писмо, тогаш тој што ги прими писмата ќе мора да се замисли да превземе нешто. Ако сите си молчиме, ништо нема се менува. Затоа со среќа да разбиеме темнината, со акција да го свртиме развојот на настаните во наша корист, а со поддршка на вистинските политики во оваа наша држава да ја надминеме кризата која не ги тресе темелите на државата веќе година и пол дена отприлике, и на следните избори сите јасно и недвосмислено да гласаме за државата, да се издигнеме над личните блиските, фамилијарните ставови, размислувања и да гласаме за Македонија. Бидејќи не заборавајте дека во оваа ситуација, во ова се што ни се случува и галиматија с последниве години и пол дена, државата е опрашање. Македонија ќе опстои, али ние мораме да го направиме тоа што сме должни да направиме, за тоа да биде што поскоро. Ова беше за дипломатијата со Никовски. Благодарам за вашето внимание. Трговско радиодифузно друштво, Радио Слободна Македонија. Уредник и водител на емисијата Ристо Никовски. Датум на продукција 3 март 2016 година. За дипломатијата со Никовски.